Дали сме подготвени за безбедна летна сезона, посебно кога станува збор за водите. На оваа тема во студиото разговараме со господинот Дејан Јонузовски, национален инструктор за безбедност на отворени и затворени води. Нормално со сите оние информации кои треба да ги знаеме во пресред, односно веќе за актуелните нивни активности, меѓутоа и реков колку што можеме да поминеме безбедно ова лето. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам на поканата. Еве на почеток, каква е моменталната екипираност на спасувачките екипи во земјава? Спасувачките екипи за Охридското крајбрежје можам најмногу да кажам, бидејќи сега таму сме најактуелни. Моментално имаме 28 спасители на 15 плажи кои што ги покриваме, што сепак не е доволен број за покривање на плажите, бидејќи се зависи од концесионерите. Тие се тие кои што ја водат целата проблематика. Дали тие сакаат да имаат спасител на својата плажа или не. Генерално на ниво на држава имаме ли доволен број лиценцирани спасувачи? Секој пат фалат. Значи, еве, Срушкото крајбрежје во моментот е без спасители. Значи, таму се уште во тек после инцидентот што се случи, градоначалникот што објави веста за забраните, се уште тие концесионери или градските плажи немаат побарано никакви спасители за своите плажи. Значи, тие плажи се уште не се покриени. Каде најмногу фали, освен еве Острушко? Каде фалат спасувачи? Не, видете, не е дека фалат. Има доволен број на спасители. Значи годинава еве имавме 2 обуки, веќе се оформи поголем број на спасители кои што се обучени, значи до максимално ниво за да можат да интервенираат во секоја ситуација. Со почетоков на сезонава веќе имавме 9 интервенции, значи без давеник и преку 25 интервенции на плажите во смисол од прва неопходна помош. После котини убоди, веќе почна и температурните шокови да се појавуваат, така да секој дневно нашите спасители се ангажирани на тие плажи. Колку траат обуките и што вклучуваат практично овие обуки? Обуката е 7-дневна, значи тука се обучува спасителот од начинот на влез во вода, употреба на специјалните средства, значи за спасување, првата неопходна помош. Сите тие симулации имаме возење со чамец, возење со кајак, веќе нели се напредува и со суповите, употреба на дронови, подводен и надводен дрон, така да екипираноста веќе почнува да се зголемува на тоа ниво. Да, што значи дека и покрај тоа што можеби не достига стручен кадар, сепак имаат современа опрема? Почнуваме, значи да се оформуваме, да ги оформуваме екипите. Без малку сите концесионери на плажите имаат супови. Значи веќе тоа има еден рентален бизнис кој што спасителите го користат во случај на давење, значи можат да го употребат супот и веднаш и многу побрзо да стигнат до самиот давеник. Што друго, на што друго интервенирате? Освен на вода, значи тоа што ни е примарната дејност, значи да не дозволиме да има давеник во водите на Охридското езеро, не само на Охридското, значи тука станува и Преспанското и Деранското езеро, но и тие немаат побарано спасители, значи ако се полни плажите и таму нема спасители. Најмногу се интервенциите се на копно. Значи освен за минатата година, освен 31 интервенција за целата година без смртни последици, има преку 1400 интервенции на копно. Од увод на пчела, оса, сончаница, велам, исчашен зглоб, повреди по секотини, значи огромен број на работи кои што нашите спасители пробуваме да ги обучиме и да можат да действуваат што е можно побрзо. Сега, колку е важна едукацијата на граѓаните? Што треба да знаат, особено на летните одмори, дали без разлика станува збор за опасности, небезбедност во вода или на копно, како што кажувате, како да реагираат во случај на непријатна ситуација? Спасителите, значи каде што се, тие можат слободно да побараат помош од нив. Најбитно е да не се влегува во вода после голема изложеност на температура, на сонце. Значи тоа е првиот момент, да не се влегува после обилно јадење, да не се влегува во алкохолизирана состојба. Тие се тие основните работи. Ако имаат потреба, значи ако се неискусни пливачи или пливачи кои што лесно се уморуваат, можат слободно побараат помош од спасителот да ги следи до некоја одредена далечина каде што тој ќе може најбрзо да интервенира.
И сега спомнавте вие за колку концесионерите сакаат нели да имаат, каква е соработката, како оди соработката со нив, меѓутоа и со институциите на локално ниво? Значи со сите институции имаме ние одлична соработка. Црвениот крст Охрид, значи јас сум представник на Црвениот крст на Република Северна Македонија, но ги одржувам вежбите за обука на спасители во Центарот за безбедност на вода во Охрид. И таму ми е, условно кажано, матичната куќа. Концесионерите се соработуваат, значи тие што сакаат. Сепак, има плажи каде што се потребни двајца и тројца спасители, бидејќи имаат и плажа, имаат и базен. Значи мора да имаат лица кои што внимаваат на сигурноста и таму и таму. Има концесионери кои што сепак, нели, демек, прескапо ми е, но се случува да се некоја незгода, несакана ситуација и тие веднаш пуштате спасител. Луѓе, не оди значи, така. Не оди така. Сепак нашиот број е лимитиран, имаме ние список каде што колку спасители има, значи ние не можеме да ги извадиме и вети повери и тере. Значи сепак се има пред сезоната бараат они договор да се склучи со Црвениот крст Охрид и да се каже колку број на спасители имаат потреба за таа сезона. Вашиот совет до сите оние кои што се подготвуваат за годишниот одмор, но особено и до родителите со мали деца, на што да внимаваат и како да не го изгубат вниманието на детето додека е во вода? Вниманието на детето. Сега модерните родители детето го ставаат во вода и тие си одат на шанк и они си го тераат животот и мислат дека спасителот е всушност бебиситер. А најголемиот проблем. Најголемиот проблем. Не може така. Да бидеме реални. Значи спасителот не е само тоа дете што треба тука да внимава на него, него тоа има цела плажа со стотици капачи, рекреативци, луѓе кои што пробуваат да се изфорсираат, а потоа губат снага на сред езеро и сега на што попрво тој спасител да гледа? Дали тој што му се дави таму или на детето што родителите си го заборавиле без малку во вода? Има ли често инциденти со деца? Помалку се инцидентите со деца, сепак ако спасителот не е тој што може да види, значи сепак се уште сме хумани луѓе и помагаат било кој. Но потоа ги имаме реакциите на родителите, што правите вие со моето дете, јас го оставив да се вања, зошто го водите надвор, детето всушност веќе било во опасност и тука имало потенцијален давеник. Што родителите нели или не сакаат или не знаат како тоа да го применат. Господин Јонузовски, ви благодариме за гостувањето. Нека има помалку работа за вас, се разбира, нека биде. Тоа ние сакаме ми го посакуваме на нашите спасители по завршување на курсот. Само им посакуваме што помалку работа да имаат летната сезона. Нека биде така, ви благодариме за гостувањето.